Поранешниот министер за внатрешни работи Митко Чавков добил одобрение за прекина казната од 3 месеци, но од судот, а не од управата за извршување на санкции, информираше денеска нејзиниот ВД директор Александар Пандов. Кога стапи на функцијата, Пандов на Чавков му потпиша 30-дневен прекин на казната, како и на уште неколку осуденици за упадот во собранието на 27 април 2017 година. Чавков поради влошената здравствена состојба ќе седи дома до 21 ноември. Јас како директор на управа за извршување санкции, она што можам да го направам е ако донесат медицинска документација и во кое што е прикажано дека постои некое акутно заболување и треба веднаш да се лекува, давам прекин од 30 дена и тоа е тоа. Меѓутоа, немал дел од нив добија еве конкретниот пример, поранешниот министер за внатрешни работи Митко Чавков, јас колку што сум информиран има добиено сега прекин од 3 месеци, меѓутоа тоа е од судот. Чавков е осуден на 16 години затвор за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Во затвор за така наречениот крвав четврток завршиат 16 лица. Од штипскиот затвор, каде казната ја извршуваше Чавков, како што и претходно пишуваше Телма, прекин добија 6 лица, односно Митко Пешов, Оливер Поповски и Душко Лазаров, кои се уште се дома, а Александар Јаневски Тошта и Јане Ченто се вратиле за решетки. Пандов најави инвестиции во затворите, вклучително и на тој во Штип. Посебно се осврна на затворот Идризово, каде има 1200 затвореници, или исто колку во сите 11 останати затвори. Изрази надеж дека од идната година ќе почне да се гради и до крајот на мандатот на ВМРО ДПМН ќе стане модерен затвор. При неговата обиколка заклучил дека има голема разлика од еден до друг казнено поправен дом. Има затвори во кои што се од латиноамерикански тип, во кои што, ќе повторам, само исклучително ментално силна личност би можела да издржи во нив, а за жал, да речеме, браќа во 27 април, некои од нив и по 2 години ги држаа во притворот конкретно Шутка. И има затвори кои што, да не бидам погрешно разбран, меѓутоа, буквално се европски затвори. Критика упати до дел од претходното раководство во затворите, кои се однесувале како тие да се нивна собственост и така ги третирале и затворениците, односно некои биле пуштани на слобода, а други го виделе најлошото. Инаку Пандов информираше и дека во изминатите години околу 120 до 130 затвореници кои биле пуштани на викенд или на одмор не се вратиле на одслужување на казната.